Здраво, уште една епизода во која што зборуваме за вашите најконтроверзни мислења кои што ни ги испративте на Твитер. Момци, спремни за неколку булшит, неколку многу интересни, неколку тотално неинтересни теми? Спремни. Како Секогаш, да. Born ready. То. Поготово за такви теми, поготово. Да, и барав да бидат актуелни, значи да биде нешто што е сегашно, нешто за кое што ќе има суштина да зборуваме, и одиме од најактуелната тема, Премиер лигашка е. Юзерот Red United 1986 на Твитер вели Юнайтед ќе освои Премиер лига пред Ливерпул. Дали е ова хот тейк? Па не, моментално... Млак тейк. Така? Не е ни млак, моментално Не е мислам ни дека млак. се појаки, поиграни, повисоко котираат на табела, моментално се отрка за титула. Така? Да. Ги гледаме да освојат оваа сезона Юнайтед титула? Не верувам, мислам дека Не. во Манчестер, ама оплавиот до на Манчестер. Така. Па Ама тоа може значи да дека бидат наредна стори. Може да наредна бидат стори пред Арсенал. Добро, да. Ама овој вели за шампион дека ќе бидат пред Ливерпул. Дали Ливерпул наредна сезона ќе ја продолжи кризата? Тоа мислите? Криза, не знам, топ 4 ќе бидат Ливерпул наредна сезона, ама Дали ќе се шампиони? се што не е шампион е криза од денешно време. Да. Добро, да, така го доживуваат многу. Ако оваа форма ги следи следната сезона, дефинитивно Юнайтед имаат поголеми шанси. Плюс Тен Хаг беше на чај со Сер Алекс. Да, сигурно знае клоп, како се не бил освоја. на чај Да, со- не е ни топ 10 се работи. Да, фикси го кажа, не е ни у топ 10, зашто се замараме со него. Океј, не ми е многу хот тейкова. Мислам, не ми е Скоро многу и да, контроверзно не е мислење хот тейк, во однос на тоа дека Юнайтед се во многу нагорна линија, а Ливерпул се во блага надолна линија. Ама и юзер немаат на дечко кажува како. Да, добро, малку пристрасно. Океј, не замеруваме. Red United 1986, фала ти многу за твоето мислење што ни го остави. Не знам која камера ме снима, ќе каже Јове. Морам да те прашам нешто пред да придеме на следниот тейк. Да. Го гледал некој Вуд Векхорст као 10-ка? Некој утакмица од последнија? Не, ама очигледно Тен Хаг го гледа као 10-ка, да. Какво откровение? Не, мислам, добро, да, прави нешто што не го прават другите, заради тоа што ја има градбата. Интересно. Не сум преимпресиониран Морам да од Вуд Векхорст, Јас. да бидам искрен. Да? Да. Го гледам Добар, цела за кариера, ми е посао и за солиден такво. ми е. Океј. Океј. Скип. Да. Тренер кој што не е актуелен. А не е актуелен бидејќи во моментов не е вработен, ниту во клубска, ниту во репрезентативна средина. Ама за него ќе зборуваме денеска, бидејќи Ханчо на Твитер ни напиша дека успесите на Зидан во Реал Мадрид се поради оставштината на Мориньо. Худофакумпо се надоврза на тоа со Зидан е тренерска превара со превише среќа. Дискутирајте. Многу жешко. Ова е многу жешко. Ова е Ова е прежешко. изгор сонцето. Не знам што е. Да. Ова се неколку илјади степени на Да. температура. Значи, Зидан е 3 или 4 тренери после Мориньо. Во прво Мориньо ништо не остави Реал Мадрид. Да. Остави една титула од 3 сезони колку таму. И скарана со облекувална и Рикардо Карваљо. Да, и И една Рикардо изјава која Карваљо. ја прекинав доминацијата на Барселона, што си прекинал друже као една од 3 си. Да. Толку Зидан носи 3 поред Лига на шампиони, што не верувам дека му се десува некој во оваа ера. Нема не да се деси. Да. А и практично е различен состав. Мислам, Точно, нема и различна ништо од оноа игра. што го имаше у Да. Мориньо, Ласана Диара, Адебајор и компанија која ги домакна. Воопште не се тие играчи. Поеќе сакам јас да се фокусирам, ја ќе давам едно мислење тука, бидејќи поважна ми е тема од другиве што ги имаме за дискутирање. На изјава на Худофакумпо, Зидан е тренерска превара со превише среќа. Никако, Види, никако. не. само да го објаснам зошто го мислам ова. Вака, значи, гледај се. Прво за да дое до таму, знаеме кој е Зидан, така? Не, тој што истиот што освои се што може да се освои како играч. Сега, па беше спортски директор на Реал Мадрид, па беше асистент на Карло Анчелоти, па сигурно има доволно спечалено занет за да не е тренерска превара. Тоа е една работа. Другиот аргумент е дека, она што Владко го напомена, 3 титули во 3 Една на сезони. среќа ќе биде, не може Да, три една поред. ќе е на среќа. Да. Крај крајава види, треба барем да си доволно способен да не ја скараш таа со облекувална и тие да играат. Па тоа го правеше Зидан. Така што апсолутно промашено мислење ми е ова.
Да. Не се навредувајте чисто. Да, нека. нема што да се дискутира. Добро, ама ние реално. баравме хот тек со стварно. Да, апсолутно. Ама одличен хот тейк, само Да. што не е вистинит, според мене. Окей. Се пребацуваме на третото тврдење, третата тема од Перица Митрески. Поздрав Перица. Перица го знаете, веројатно тие што сте лојални следачи на каналов, тука ви објаснуваше работи за фантази. Вчера на Твитер ни напиша контроверзно мислење, Висар Муслиу може да игра во многу посериозна лига. Што е Апсолутно. контроверзно тука, бе? Со испаѓањето на Апсолутно. неговиот тим во Може- Бундеслига 3 станува Инглштад, да. апсолутно неконтроверзно мислењето. Да, сигурно е за над Бундеслига 3. Така. Точно. Дали е и за Бундеслига 2? Мислам, дали е за над Бундеслига 2? Зависи што Да, зависи каде. Пример, австријска премиер лига Апсолутно. Апсолутно. ќе Се може што да е- се носи, е Да. подобра од втората Бундес. Да. И да. Да, може би не го- во Салцбург, го гледаме меѓутоа таму. во некој тим некој каде. алтач. Да. Нешто такво со Марко Лазетич од Ласквинц. Милан. Тој отиде сега таму на Стурм позајмица. Грац. Најубавите тимчиња има таму и оние со 300 спонзори што се тука, разбираш. Сваровски Мали во спонзорчиња, сега хуба тие буба, батали, панини. да. Так. Предобри ствари, предобри ствари. Баравме хот текст, не баравме као... Да, ова беше многу mild take. Ама окей, поштувам Перица. Mild. Фала ти што Имаше боле хот тек за Лоботка дека е недобар у... Така тоа не ми беше hot take. Јас заради тоа не го ставив. Тоа е по хот тек од ова, брат. као. Што дека е, Лоботка? Лоботка е топ 3 задњава година, задни везни мислам. Така, да. Да, би се сложил, апсолутно. Лоуки може и најдобар. Ама Да. добро, јас сум пристрасен. Да, не ми е Добро, hot take добро, тоа. Наполи има одлична сезона. Ги игра, мислам дека сите такмици ги Сите, има сите играно, ги игра, да. И тој И игра придонесува и голови и 80 се. минути најмалце као. Одличен. Еден гол има само да, нали? Затоа и не го ставив во hot takes, бидејќи не ми беше hot take, поише ми беше ова за Висар Муслиу, бидејќи последна година дена некако е доста у слаба форма и за репрезентација у клуб не знам ни што прави, бидејќи никој реално не гледа Бундеслига 3. ама, Репрезентација Да, и знаеме Джордан каква да е. дое, ќе би Знаеме каква е ситуацијата, да. Океј. Се префрлуваме на мислењето од Мила Шила. Познат најавач на Јувентус, поздрав Мила Шила до тебе, ама дали се сложуваме со незината изјава? Вели, Дел Пиеро е најдобриот играч на Јуве во историјата на клубот, сори Зидан, ама така е. Дали е така? Најдобар играч во историјата на Као Јувентус. најголема икона, може Да. би, зашто остана и во втора лига, а као играч као најдобар што заигра за Јувентус, дефинитивно Зидан нема Да. никој приближи. Ја би се Приближено. сложил. Апсолутно. Легенда најголема, Дел Пиеро, да. Па и Буфон може да се каже дека е поголем. Може и Буфон. Да, единствено што, нели, последнија години си отиде од Јувентус, може би заради Па тоа. добро, па и Дел Пиеро се отиде у Австралија. Да, Дел Пиеро беше технички поеќе набркан, отколку што си отиде, ама да, мислам тој си отиде заради раководството. Може да А... гледаме така, добро. Да, ама апсолутно. Види, го разбирам тврдењето на Мила Шила како Јувентино, као фан на Јувентус, веројатно помил ти е Дел Пиеро, бидејќи останал и низ тешкото и низ лесното со клубот и плюс ја има закачено таа Лига на шампиони, а Зидан ја нема во Јувентус. Не во Јувентус, нели, тој ги освои во Реал. Ама мислам дека и додека играа заедно, Зидан беше евидентно подобар фудбалер. Најдобар историја фудбалер за мене, според Апсолутно, мене. сега. апсолутно, да. Тука мислам Тоа се. луѓето што Океј, не гледаат знаат. Интересни тейкс, вака. Интересен тейк, Ова посебно хот пошто тейк, ова сваќам хот од каде доаѓа, Да. од фан на Јувентус и си го гледа како пристрасно и се, ама е да, сепак не би можел да се сложам бидејќи можам Зависи- барем уште двајца подобри зависи фудбалери од кој Дел Пиеро контекст да е, најдам. Зависи кој контекст Да. е. као. Тоа е тоа. Ама да, ако се зборува за најдобар Јувентино, најголем Јувентино, Да. дефинитивно Дел Пиеро, тоа е тоа. Мојот со Коби најдобар Лейкер, уствари у Лейкерс имале 10 играчи подобри од него, као Да, да, Меджик ама и Шек и Леброн. ти оставил и впечаток со Чемберлен и нешто, да. Сите, да, ама. да. Тоа е тоа. Добро. Морам се дадат цвекињата, како викаат Америте. Да. Па ајде Лейкер. Еј, ова ми беше интересно. Eigen value. Eigen value ни остави неколку контроверзни мислења, ама ова го извадив као најдобро од неговите. Прайм Бейл, односно врвот на Бейл, беше во Тотенхем, а не во Реал. Сложни со ова? Делумно да. Пошто Прайм Бейл Елаборирај, да. во последната сезона во Тотенхем и првата или првите две во Реал Мадрид, меѓутоа имаше поголема слобода во Тотенхем, имаше поголем простор да го покаже тоа што го знае, додека во Реал Мадрид не добиваше соодветна минутажа или пак
имаше Така, после- многу повеќе соиграчи со позвучни имиња што не можеше да дојде до израз. Меѓутоа, како кариерата на Бел, таа е делумно, нели, првите две сезони во Реал и последните две во Тотенхем. Дури мислам дека и во Тотенхем покажа многу повеќе. Освен блесоци на неколку малку надпревари во Реал Мадрид во една сезона, пример 3 или 4 надпревари, другото не. За разлика од тоа, во Тотенхем во континуитет играше цела сезона и како лев бек и како лево крило. Дефинитивно се сложам како хот тейк, али се сложам. Ја не би се служил. Мислам дека покомплетен играч беше. Сега, нели, прашањето Прайм, дали во своите години најмногу има понудено, нели, највеќе продукција во дресот на Реал Мадрид или најдобри игри највеќе понудено во дресот на Тотенхем? Да, во Тотенхем блесна и имаше она експлозивен раст како играч. Земаше и решаваше надпревари сам, играше се, мислам секаде на теренот, ама мислам дека комплетен играч или стигање во своите прайм години, прайм форма, мислам дека беше во Реал, бидејќи беше нели и со глава и слободни. На терен не добиваше многу шанса за тоа. Па тоа е данокот што го плаќаш кога идеш во Реал. Добро, тоа беа последните 4 сезони, да речеме, првите каму даја 4. Го гледаш ли дресот кој што е на мене? Доаѓа од Тунис. Сега ќе се прашаш како дресот Тунис стигна до Македонија, јас ќе ти кажам многу лесно, само треба да знаеш каде да побараш. Затоа уште денеска отвори ги социјалните мрежи и напиши kitman.mk. Значи kitman.mk, се надевам дека ќе се појави некаде тука околу мене логото или што и да е. Kitman.mk има широка селекција на ретро и актуелни национални и клубски дресови кои што можеш да ги купиш со твои пари или со пари од твоите родители или со пари кои што си ги стекнал на нелегален начин. Без разлика. Битното е дека можеш да ја подновиш твојата колекција на дресови многу едноставно, многу лесно, само со посета на kitman.mk. Заследете ги на социјалните мрежи, ова се наши нови пријатели кои што ќе ги гледате во видеата на Скратен корнер. Нивното лого ќе биде застапено некаде по видеа и што и да е, ама ќе почнеме да споделуваме работи од кај нив, ќе почнеме да споделуваме дресови од кај нив и уште поважно е, веќе почнавме да ги носиме нивните дресови. Уште денеска kitman.mk, нарачај си дресче и утре да те видам на термин со него. Имаше многу минутажа. Мора таму да Ќе се видиш, подели. не можам да кажам јасно мислење на ова, не знам од кој аспект ќе се гледа индивидуално, дефинитивно беше подобар во Тотенхем бидејќи беше поатрактивен во однос на тоа дека тој ги правеше работите. Да. Во Реал не се приметуваат неговите 2 гола пошто Реал тепал 7-0. Разбираш? И сега Роналдо дал 3 и ти ги земал сите насловни страни, а Бейл на крајот, тој ја заврши кариерата во Реал со 120 и нешто голови за Реал, а ќе поминат неприметени. По Лига шампиони еден гол. Да. Со ножичките, да. Да, ама и оноа прво финале со Атлетико тој го решава со голот со глава. Так. Рамос Страшно. Не, ама Рамос за 1-1, ама овој го реши за така 2-1 го дае. Да, не, се шалам. Да. Айген Value, фала ти за мислења, имаше многу интересни, ама остави другиве за други емисии, бидејќи нема да биде единствено од овој тип што ќе ја направиме, се надевам дека ќе ви се допадне ова. Шесто, добро е што имаме Бундеслига штука на панелов, подобро ќе ни објасни темата. Пецко на Твитер вели Борусија Дортмунд е младинска школа на Бајерн Минхен. Океј, ова како беше формулирано ми беше многу смешно, као разбираш. Што сигнал иду на парке, онака младинците на Бајерн играат. Па добро, ако ја го разбирам од кај поаѓа нели, кој му е ставот, ама ако е така, значи цела Бундеслига е младинска школа на Бајерн Минхен, ако гледаме така. Да. Не е само или може да се каже дека подобри скаути имаат од Бајерн Минхен и ги чекаат да се докажат па. Може би. Не знам. Ова повеќе би го преформулирал како ова е малку као, нели, не навреда, не ова као онак. Па да, заради тоа ми беше као исмејање. Борусија Дортмунд, младинска школа на Бајерн, да ја се посмееме, ама стварно е добро, вака као тема. Ја повеќе би го преформулирал во форма на као дали
германската лига е некако као младинска Да, школа, тоа е тоа да. Владко што го кажа, отколку да, само Борусија Дортмунд бидејќи повеќе клубови се, ама да, дефинитивно ми беше многу смешно, а и се сложувам. Не ми е Делува. уопште хот тейк. Да, сите играчи им ги зима. Бајерн Хумелс, за- Геце, Левандовски и така. Горецка и добро, не е од Борусија Дортмунд, сакам да кажам од германскиве Да, лиги, не знам, Кимих и такви некои, све се таму донесени. Бајерн е сонот за Германија, Австрија, Полска и можеби околни земји, како што е Реал Мадрид за португалци, шпанци, бразилци. Има Буквално тоа е и тимот. Германија има една изрека као дека Бајерн Михен као не те остарам на душа, као или го сакаш или го мразиш, као не може да седаме да. за Бајерн, не може да ти седна. Не може да ти е седна. Имаш комплекси и го мразиш онака те пуни по 10. Да, Или као го сакаш пошто пуни 10 голи, тоа е Да, и ете ги имаме пример двата типа, едниот тип на луѓе, оние што го сакаат и пример sebi направиле за кога и да е во кариерата да завршат таму, и другиот тип е веројатно Марко Ројс. Така, ти колку сакаш барај ме, јас само таму нема да отидам. Може да отидам во било кој друг клуб, ама не тука. И не можеш да не ги почитуваш тие играчи. имам Ама- едно прашање. Вие да дадете хот тейк ова беше оф скрипт малку. Хот тейк? Да. Оф скрипт, ако ми се допаѓаат моменти оф скрипт, тоа значи дека Јовек има повеќе работа. Хот тейк, Јове е добар монтажер. Не. Не, знам дека не. Одличен е. Не, озбилно. Не можам сега да се сетам на некоја. Што би било актуелно доволно и што, не знам. Дали Кварадона е подобра опција од Винициус за Реал? Моментално. Не знам. Тоа е тоа све. Не е подобра опција, бидејќи Винисиус веќе им е укомпониран во екипата, знае што прави сето тоа, Добро. така што мислам, да, дека Тука сме хот тек да даме, да дискутираме као. Е, Дали- да, ајде, да, јас ќе тоа е. си го употребам мојот стандарден хот тейк. Не знам, немам Джек што Грилиш е само еден чемпионшип фудбалер кој што медиумите многу го сакаат. Дискутирајте. Ајде. Да ме прашаше, односно те чуев како го кажаш ова пред 2 години, ќе речев да, жими се. Ама се игра у Сити. Се игра у Сити и игра добро у Сити од време на време. Да. Кои 10 цело минути ги гледаше ти што јас не ги гледав? Добро сега. Мене ми се допаѓа кој играч. Океј. Искрено. Океј, не велам не. Мојот хот тек беше дека тој е глорифициран чемпионшип фудбалер, али да, во ред, може да ти се допаѓа. Мене ми се допаѓаат многу чемпионшип фудбалери, ама морам да се го признаам моментот на Ли Томлин е чемпионшип фудбалер. Мене ми се допаѓа многу, ама е само тоа. Твој хот тек. Мислам дека па немам инспирација искрено моментот. Владко, твој Ја хот мислам тек. дека Арсенал нема да биде ни топ 2, ќе биде трето па надоле. На крај на сезона, ако е лидер на табела цело време. Пази, ова е хот тек само во оваа сезона. Да. Било која друга сезона да го кажеш сите сме Да, како да, оваа сезона, апсолутно е да. така. Пошто го прават Да. фаворитеве, пак сега му се одвои на Сити, нели 2 бода плюс меч помалку. Тоа зборам на Сити, а на Юнайтед е 5 бода плюс меч помалку. Да. Значи 8. Значи да не биде топ 2, значи треба да Нема- заврши трет. Да, Юнайтед трет и па Сити надоле. ги предвидуваш пред нив? Моментално да. Интересно. Тоа е хот тек добар. Ќе кјутам зашто ќе испадне дека контрирам само ради. Не, тоа е и поентата да си контрираш ради реда. Не се нормално. слагам. Не се слагаш. Да, Добро. мислам дека се подзаспани малку другиве тимови. Мислам дека Арсенал не се толку добри или толку доминантни сезона, мислам дека ќе искористат тоа што киксаат другите. Не нешто налик Лестер, малку подобри од Лестер, ама Малку подобро од Лестер. Да. Па Лестер шампиони беа што па подобро. да, ама од сите шампиони. кикснаа тоаш, не? Па не кикснаа сите како. Мислам дека Лестер има... ги тепаше сите, игра Челси беа. Добро, да. Не, тоаш беше Сега да кажам, генерално кикса слаба и- сезона за да, другите. да, да. У тој Тотенхем поглед. имаше 2 бода предност пред нив на 11 кола пред крај и од тие 11 Завршија кола трети. успеа 2 победи само да има во И останат. трет заврши, Арсенал ги помина. Најдобрата Тоа беше сезона во историја на Тотенхем. Тоа дебакл. е смешно, да. Дебакл. И за да контрирам и на едниот и на другиот, јас ќе кажам втори ќе бидат Арсенал. И тоа ќе ми биде онака најмерачки, разбираш? После толку години Лига на шампиони, топ јако втори сте. Не сте шампиони.
Воле. Па не, на како може да го земат. Мислам дека Не. Се шал. Имаме еден бонус и тука ќе ја завршиме епизодата, ама не смеам пред да го не смеам кога да е? одјавам Од кога е? пред да го кажам ова. Бонусов е од Огнен Ончевски, левиот бек на ФК Слободен. Може би гледаш македонски фудбал. Да. Во ред. Не сакам ни да го слушам. Да. Добро. Се слагам. Ѓоко Зајков не постои. Апсолутно. Оги вика дека Ѓоко Зајков никој го нема видено како игра фудбал, по таа логика тој не постои. Измислен идентитет за перење пари на работнички. Апсолутно. И ги менја туку Да. Бугарија нешто она, молим те кого зезаш. Реално го видел некој? 100.000 Не. евра, не знам што. Јас можам да кажам дека до 18 години сигурно постоеше. Имавме часови физичко заедно со Ѓоко Зајков. И имавме, да, мислам, заедно игравме фудбал. Негово дете носило иницијали. И имам отидено кај него неколку пати Сони да играме. Ама до 18 години. И после тоа се пресели, кога потпиша за Шарлероа, се пресели нели во Белгија и толку беше. И после натаму не знам реално дали постои. Мислам дека можно е да е. За до тука бил. Да. Јас сум за до тука. Јас сум за до тука чак, бам. Го читаме на составите за репрезентација. Не игра. На Немам терен појма. не го гледаме. На терен не го гледаме, да. Чудно ми е. Јас се слагам Добар со хот-тейк, да. Арканита. Да, ова не е ни, дури не ми е хот овој тейк. Да. Ова ми е онака, Eye opening. ај опенинг е, да. Откровение имав на овој подкаст. О, момци, тука ќе ставиме крај. Мислам дека доволно снимавме за вечерава. Фала ви многу на вас, твитераши, твитерџи и твитерџики, кои што ни испративте вакви интересни hot takes, односно контроверзни мислења. Фала ви за епизодата преценети и подценети, underrated, overrated. Се надевам дека ќе излезе пред ова видео или по и ќе видиме како ќе се И договориме со Ѓоко него. Зајков, ако постоиш, бујрум, Да, бујрам на интервју, Да. пиши некој коментарче нешто. да ова се е- увериме ние дека си реален. Оу, страшно. No disrespect. Пиздечки. Ајде. No disrespect.